За вашето утрешно меню како предјадење ви предлагаме да подготвите крокети од ослич. Круговите шунка ги сечкаме на коцки. Шампиньоните ги сечкаме на парчиња. Зовриената вода во тенџере на огање посолуваме. Во водата ги ставаме филетите да се обарат. Обарените филети со лажица решетка ги ставаме на чинија. Во тенџере на оган ставаме 80 грама путер. Мешаме со жица за матење. Го налеваме млекото. Посолуваме. Потоа непрекинато мешајќи со жицата, во тенџерето го додаваме прашокот за пире. Откако пирето ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Филетите ги ситниме на мали парчиња. На 50 грама загреан путер во тава на оган ги ставаме шампиньоните да се пржат. Ги додаваме парчињата шунка. Потоа ги додаваме и парчињата риба. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Кршиме 2 јајца. Белките ги ставаме во длабока чинија. Жолчките ги ставаме во длабок сад. Преостанатите 2 јајца ги кршиме. Ги додаваме во чинијата со белките. Ги матиме со жицата. Во длабокиот сад го додаваме пирето. Мешаме со лажица додека жолчките и пирето не се соединат. Откако течноста ќе испари и содржината од тавата за пржење ја додаваме во садот. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Од смесата ги формираме крокетите. Ги редиме на чинија. Ги свалкуваме прво во брашно. Потоа ги свалкуваме во изматените јајца и белки. На крајот ги свалкуваме во лебни трошки. Повторно ги редиме крокетите на чинија. Потоа ги ставаме да се пржат на поголема количина загреано масло во тава на оган. Откако ќе поруменат, ги ставаме крокетите на чинија обложена со хартија. Чинијата за сервирање ја украсуваме со еден лист блитва. Врз него скалесто ги сервираме крокетите од ослич. Украсуваме со 3 кришки лимон и 2 половинки ротквичка. Крокетите ги декорираме со половинки црна мастинка. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 минути.